Со 300 евра сакаше македонците да ги прави бугари по долги години провокации, целосно негирање и обиди за бугаризација на македонскиот народ. Конечно надлежните во Македонија со кривична пријава го гонат провокаторот Виктор Стојанов. Првиот човек на бугарската фондација Македонија стана познат по секојдневните провокации. Тој ги повикуваше македонците да си го променат презимето од Ски на Ов или Ев, а за тоа да добијат 300 евра. Дури Залфа се правдаше дека не се обидувал да ги подкупува македонските граѓани, туку сакал да исправи грешки од времето на Југославија преку тоа што македонците ќе се пишеле бугари. Да, написали сме с българско потекло, защото повечето хора, на които е сменено презимето, са с българско потекло. Но това не им пречи днес те да се определят за македонци и ние им го признаваме това. Пред да добие забрана за влез во Македонија, Стојанов своите провокации ги ширеше директно на македонска територија. Неговата организација го преплави Скопје и другите градови низ државава со налепници каде се претопени македонското и бугарското знаме и порака дека сме биле еден народ, промовирајќи бугарската теза дека сме еден народ во две држави. Делеше и книги тврдејќи дека браќата Миладинови биле бугари. Всички книги ще бъдат разпределени до 920 души. 920 книги български народни песни на братја Миладинови. Стојанов се обидуваше да шири асимилаторска политика со таблети и тетрадки, за како што велеше бугарските деца во Македонија. На помалку и смешен начин беше во акција да ги убедува македонците во Албанија дека биле бугари. Ела ти, ела. Чакај. Тука да поздравиш Българија. Кажи как се казваш? Ружди. Българин ли си? Да. А тия деца българчета ли си? Да. Какво взеха те? Тетрадки? Воек на пописот во Албанија тој ги убедуваше македонците да се запишеле како бугари. Здравей, и ти ли си българин като другите? Да, бе. Ето, вижте, човека и той е българин. Да видиме по-нататък какви са останалите хора. Инаку јавното обвинителство поднесе кривична пријава против Стојанов поради сомнение за сторено кривично дело, ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. Дополнително во јавноста беа забележани и активности преку повеќе интернет портали и подкасти, преку кои се пласираа содржини оценети како провокативни и насочени кон создавање тензии. Во рамки на Фондацијата Македонија регистриран и посебен вебсайт за поддршка на бугарите во Македонија, преку кои се објавуваат содржини и иницијативи поврзани со делувањето на организацијата.